Në lindjen e mesme për momentin nuk ka vatra lufte, megjithatë interesimi i emigrantëve nga ato zona sa vjen dhe rritet. A është duke vepruar Ministria e Punëve të Brendshme në identifikimin, legjitimimin dhe regjistrimin e tyre? Да, факт е дека на Блискиот Исток немаме некои активни жаришта моментални, меѓутоа мора да знаеме дека решението на проблемот на кризата мора да биде таму каде што е изворот на кризата. Значи, без разлика што немаме активни жаришта, имаме држави кои што се осиромашени, воено, уништени и така натаму, и заради тоа и најголемиот дел од тие луѓе решаваа да ја напуштат нивната земја и да тргнат некаде во западноевропските држави. Генерално, обидите кај нас, како што напоменав, се намалени. Меѓутоа, има зголемување на мигранти кои што се обидуваат, дали ќе бидат тоа преку Северна Македонија или ќе одат по некои од другите рути, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, или пак влегуваат Бугарија, па преку Србија, имаме таков тренд на зголемување. Тоа е една работа. Втората причина за зголемувањето на миграцијата е и војната во Украина. Затоа што многу украински државјани бараат за солниште во некои од другите држави. Имаме некаде околу 53 случаи откриени на кријумчарење на мигранти и преземени се мерки на кривичен прогон за 62 лица, од кои што 15 се странски државјани. Во однос на регистрацијата и идентификацијата, значи секој едно лице кое што се обидува илегално да биде влезено во Северна Македонија или лица кои што ги кријумчарите, веднаш по завршување на постапката се носат во времените транзитни центри, таму преку системите секој од тие лица се евидентира, му се земаат податоци, биометриски податоци и се внесуваат во базите на податоци. Jo zyrtarisht mësohet se gjatë muajit gusht të paktën 1000 emigrant nga lindja e mesme kanë kaluar ilegalisht nëpër territorin ton duke dalë në kufirin me Republikën e Serbisë. A është dokumentuar ky rast? A është duke u zbardhur dhe cilat janë masat të cilat janë ndërmarrë? Сите овие случаи кои што се откриени, затоа што ако не биле откриени не може да ја знаеме ниту бројката. Значи сите кои што се откриени, тие се евидентирани и се наоѓаат во системот, реков за контрола на патници и возила, и понатаму се дел на анализи кои што ги прави Министерството за внатрешни работи. Një numër i madh i emigrantëve të cilët vinë nga lindja e mesme janë persona të cilët posedojnë edhe dosje kriminale. Kjo referuar raporteve të institucioneve ndërkombëtare. A ndërmarr masa që të njëjtit të mos mund të nxisin dhe provokojnë konflikte në vendin tonë? Не може да се констатира дека поголемиот дел или мнозинство од овие луѓе кои што се обидуваат да транзитираат низ оваа рута се со криминално досие. И тоа да, ако прашаме дали имаме лица кои што се со криминално досие, да, има. Ако видите дека во најголемиот дел од случаите на кријумчарење со мигранти, секогаш имаме лица кои што потекнува од овие земји и кои што практично влегува во мрежата на кријумчарите со мигранти. Тоа самиот факт говори дека постојат лица кои што се со криминално досие. Можеме да констатираме дека досега во сите овие изминати години, дури во 2015-16 кога помина повеќе од 1.100.000 луѓе, сме немале сериозен инцидент кој што бил предизвикан со тоа да се нарушува безбедноста во државата. A keni informacion se ndonjë prej tyre, në vend që të përfundon në vendet e Evropës perëndimore, mund të ketë përfunduar si vullnetar lufte në Rusi ose në Ukrainë? Не постојат обиди да од територијата на Северна Македонија бидат регрутирани било каде. Тоа е една многу посветена работа на граничните служби кои што ги имаме и генерално на македонската полиција, на Бирото за јавна безбедност, за да направиме се и во најмал детал да се анализираат податоците кои што ги добиваме, се со цел да
пред се не си ја загрозиме нашата безбедност и стабилност, преку влегување на лица кои што може да предизвикуваат одредени инциденти, а доколку постојат било какви индиции за одредени лица кои што се обидуваат илегално да влезат или кои што се дел од тие мрежи на криумчарењето на мигранти, исто така тие информации навремено ги споделуваме со меѓународните агенции, со нашите партнери, се со цел да биде спречен било каков обид за нарушување на безбедноста. Нашата национална, регионалната безбедност или на глобална.